Добро вечер, победничка Газибаба. Газибаба е бастионот на ВМРО ДПМН и природно е сите случувања, но и промени да започнат токму од тука, од револуционерна Газибаба, од срцето на Скопје. Почитувам председател на ВМРО ДПМН, господине Христијан Мицковски. Почитувани говорници на днешната трибина, магистер Елена Марковска, професор Константин Димитров, професор Даме Димитровски, почитувани членови на извршниот комитет, пратеници, советници, почитувани гости, почитувани граѓани на општина Газибаба, дозволете на почетокот да ве поздравам и да ви се заблагодарам за присуството и за учеството на денешната трибина. Како домакин ја имам чест да го отворам овој собир кој ќе ги означи големите промени за подобра и по-просперитетна Македонија. ВМРО ДПМН е народна партија која енергијата ја црпи токму од вас, од граѓаните, од поддржувачите, симпатизерите, од верното членство. Средбите очи во очи, искрено и директно, се наша препознатливост затоа што сме отворени и умееме да слушаме. Бидејќи економијата е нешто што најмногу не загрижува денес, оваа трибина ќе биде посветена на нови политики од областа на енергетиката, политики од областа на заштита на животната средина. Убеден сум дека ќе слушнеме конкретни решенија за горливите проблеми со кои ще се соочуваат нашите сограѓани. Меѓу другото, очекуваме од вас предлози, идеи, сугестии, но и критики, за кои имаме обврска да ги преточиме во квалитетни и издржани решенија како најдобра понуда за граѓаните. Најважно од се е што мораме да смениме сегашната слика на поделеност на народот. Од една страна граѓани како сите нас, без разлика на вера и национална припадност, а од другата страна свитата на СДСМ и функционерите на СДСМ. Потребно е да понудиме нов концепт, поради тоа што СДСМ во изминатиот период 8 распродажба на државни и национални интереси, стагнација на секоја поле, поделеност на народот, не понуди ниту едно конкретно решение, ниту еден конкретен проблем со што ќе го подобри животниот стандард на граѓаните. ВМРО ДПМН настапува со нов концепт, со новата стратегија Македонија за сите луѓе. Тоа значат промени на државно и локално ниво. Тоа значи нов концепт, нова визија, план и стратегија за Газибаба. Нов концепт за гасификација, нов концепт за намалување на загаденоста, нов концепт за управување со отпадот,
нов концепт на регулирање на сообраќајот и слободни паркинг места, нов концепт за локален економски развој како врвен приоритет за развој на општина Газибаба, но и концепт на единство и концепт за секој еден од нас. Доаѓаат подобри времења за Република Македонија и за општина Газибаба, времења во кои што интересите на граѓаните ќе бидат пред и над се. Ви благодарам. Го поканувам председателот на ВМРО да ја отвори трибината. Повелете. Боби, благодарам. Добро вечер и од мене. Благодарам. Како што кажа Боби, добро вечер за победничка Газибаба и гостите кои што се од другите општински комитети овдека со нас. Добро вечер до структурата на партија. Добро вечер до граѓаните на Газибаба кои што вечерва се овдека со нас. Она кое што за нас е значено денеска е овој почеток на презентација на политиките кои што ги опфаќа концептот Македонија за сите луѓе. Денеска навидум започнуваме со една тема која што не е политички, можеби атрактивна и интересна, тоа е енергетиката и екологијата, но се суштински значени за една држава да се развива во вистинска насока. Бидејќи ние не сме партија на политички циркузанти кои што во својот речник користат вулгарни зборови, бидејќи не сме партија на политички измамници која што едно збори пред граѓаните, а друго прави, па потоа заборава на своите лаги и ветувања за да ги каже новите лаги и ветувања. Ние сме партија која што држи до дадениот збор и тоа кое што го ветува, тешко ветува, тоа го исполнува. Овој концепт, оваа презентација на Македонија за сите луѓе опфаќа буквално за секого по нешто. И во деновите кои што следат ќе имаме ваков тип на, би рекол, презентации пред граѓаните ширум Македонија на различни концепти и различни политики кои што се содржани во овој концепт Македонија за сите луѓе. Зборуваме за владење на правото, зборуваме за бескомпромисна битка со криминалот и корупцијата, која што е исклучително значена. Зошто? Затоа што без бескомпромисна битка со криминалот и корупцијата ние не можеме да имаме силна економија. А не можеме да имаме силна економија ако правиме компромис со криминалот и корупцијата. Затоа ние објавуваме бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата, за силна економија, за повеќе пари во буџетот, а со повеќе пари од буџетот ќе имаме повеќе пари и за образованието, и за здравството, ќе имаме повеќе пари и за земјоделците, и за пензионерите, и за младите, ќе има повеќе пари за булевари, за автопати, за пруга, ќе имаме повеќе пари за улици, асфалтирање, паркови, игралишта и се разбира ќе имаме повеќе пари за инвестиција во енергетиката, повеќе пари за инвестиција во животната средина. Зошто токму денеска од овде, од Газибаба, ја отпочнуваме темата енергетика и екологија или заштита на животната средина? Затоа што без здрава животна средина ние немаме здрави граѓани и нема да имаме практично иднина која што ќе се темели на здравје. Туку ќе имаме иднина која што ќе се темели на зголемена загаденост, зголемено ниво на азотни честици, зголемено ниво на јаглеродиоксид, сулфурен диоксид и така натаму. А кога зборуваме за енергетиката, зборуваме за цена на бензинот, цена на нафтата, која што ќе биде без, би рекол, воениот данок или акцизата која што наметна оваа влада од 3 денари. Се сеќавате некако како полека да ја подзаборавивме. Тоа се на годишно ниво околу 30 милиони евра, или за еден мандат станува збор за повеќе од 120 милиони евра пари кои што се заробени од граѓаните, а потрошени во плjačка, криминал и непродуктивни трошоци. Зборуваме за загаден воздух, а се сеќавате токму од ова Скопско наше преубаво водно ни беше ветувано дека ќе имаме почист воздух, животот кога ќе дошол, само да поминеле тие 4 години власт на тогашните градоначалници на СДСМ, еве поминаа 4 години, не само што немаме поквалитетен воздух, не само што немаме поквалитетна животна средина, туку напротив, состојбата е се поалармантна, потешко се живее, потешко се дише,
се повеќе имаме пациенти кои што страдаат од респираторните органи, се повеќе имаме луѓе кои што ги губат своите животи поради се полошата животна средина, се полошиот и понеквалитетен воздух. Од она што можев вчера да го слушнам и да го видам од СДСМ, оние 30 или 31 номинација за кандидати за градоначалници, всушност можам да заклучам дека станува збор за луѓе кои што се потрошени и луѓе кои што изминативе 4 години беа дел од групата најнеквалитетните градоначалници во изминатите 30 години независна Македонија. Но таков е изборот во СДСМ и се луѓето, тоа е она кое што може да го понуди Зоран Заев и СДСМ и тоа ќе биде дел од програмата на СДСМ и Зоран Заев на следните локални избори во следните 4 години. Ова не се обични избори и сакам кристално јасно овдека од Газибаба да кажам дека ова се избори во кои што народот, граѓаните се определуваат во каква иднина сакаат да го градат своето семејство и да ја развиваат својата држава. Затоа, мојата порака до жителите на Газибаба овдека е дека добрите луѓе не треба да останат дома затоа што така бираат лоши политичари. Добрите луѓе треба да излезат, да гласаат масовно и да изберат добри политичари. Само така можеме да имаме иднина која што ќе биде на вистина Македонија за сите луѓе. А тоа е концептот со кој што денеска тргаме од овде од победничка Газибаба. Со мене денеска овде се тројца врвни експерти од оваа област, од областа на енергетиката, од областа на заштитата на животната средина. Дамата меѓу нас, тоа е магистар Елена Маркова, која што беше порано дел од регулаторната комисија за енергетика, сега е вработена во Министерството за економија. Десно од Елена е професор доктор Даме Димитровски, кој што доаѓа од Машинскиот факултет од Скопје, мој колега, врвен експерт во делот на заштитата на животната средина. Лево од мене е мојот почитуван професор од студиите на Машинскиот факултет, а тоа е професор доктор Константин Димитров. Мислам дека имаме исклучително квалитетно друштво кое што има што да каже за овие две теми. За сега ви благодарам, се гледаме малце и се слушаме подоцна. Елена, повелете. Добро вечер на сите. Драго ми е што ќе отворам една тема која што многу не е достапна до обичниот граѓанин, бидејќи енергетиката и не е така едноставна за разбирање, но ќе се обидам да ја поедноставам за да може да разберете што се случува во овие 4 години, зошто се случува, што е лошо и што би можели и зашто ќе се обврземе ние, односно оние кои што не сме на страната на СДСМ, за да подобриме и да го направиме она што не чини во енергетиката. Сите знаете дека актуелно е деновиве зголемувањето на цената на електричната енергија, која што ако го земеме минато годишното од 7,4% и овогодишното од 12,5%, во период од 13-14 месеци имаме покачување од скоро 20%. Нешто што обичниот граѓанин кој што преживува од плата навистина тешко ќе го поднесе и сега постои еден, да речем, трик во кој СДСМ се досети дека може да го намали данокот на додадена вредност до следното лето, значи од 18 на 5%, па потоа на 10 и потоа пак да го врати на 18%. Елена, само не работи ова, работи. Само да допрецизираме дека тоа е буквално така како што Елена кажа, трик од страна на СДСМ, бидејќи предлогот на ВМРО-ДПМН беше трајно намалување на данокот на додадена вредност на сметките кои што ги добиваат граѓаните и компаниите, се до моментот додека цената не биде достапна за сите граѓани, а не само за една година од 18 на 5%, тоа да трае се додека цената е надвор од она кое што е капацитет на домашниот буџет. Така што тоа беше предлог на ВМРО, но за жал тие направи еден трик, како што кажа Елена, и тоа го направија да биде со краток здив само за една година. Дополнително, значи, за сметка на тоа што во буџетот ќе влезат помалку пари од намалениот данок на додадена вредност, се досетија и за втор трик,
да воведат така наречена еколошка такса од околу 4,15 денари на нафтата и нафтените деривати. Пари кои што ќе треба да се соберат од сите граѓани, а сите знаеме дека во светот плаќа само оној што загадува, а не обичниот граѓанин. Успеавме да направиме една прецизна анализа во која согледавме дека навистина се работи за трик, граѓаните ќе го почувствуваат тоа. Може би ќе добијат помали сметки за електрична енергија, но со воведувањето на еколошката такса на друг начин ќе им бидат одземени средствата од домашниот буџет. Дури можеме да кажеме дека пресметките покажуваат дека многу повеќе ќе биде одземено. Доколку електричната енергија не се зголемеше и останеше и данокот на додадена вредност исто, околу 50 на милиони евра ќе се влеа во буџетот. Но сега, со намалување на данокот, а со потрошената електрична енергија со податоци од минатата година 2020, а и со потрошени нафта и нафтени деривати за истиот тој период и воведување нова еколошка такса, од прилика некаде 85 милиони евра повеќе ќе се слеат директно од буџетот на граѓаните на Република Македонија. Значи се работи за 35 милиони евра одземени, кои ќе бидат одземени од граѓаните токму во период на криза и во период на една пандемија со која што се уште се соочуваме. Меѓутоа, многу пострашно е она што сакам да го споделам со вас, што верувам вие како обични граѓани не допрело до вас. Значи, полека нашите енергетски компании кои што се стожер на економијата, кои што го полнат буџетот, лека полека ги пропаѓаат ден за ден. Значи, во овие 4 години, од двете најголеми компании Елем и Мепсо, кои што им ги оставивме со добивки, и тоа добри добивки во здрава кондиција, официјално годинава се прогласени за загубари. И тоа компанијата Елем, сегашно ЕСМ, некаде околу 17 милиони евра, компанијата Мепсо некаде околу 6 милиони евра. И ова не е случајно. Значи се јавува и уште една страшна работа. Производството на нашиот домашен гигант електрани на Македонија годинава 3700 гигават часови. Значи вакво ниско производство на електрична енергија немало откако постои Република Македонија. Ова кажува дека некого не го интересира ниту енергетските капацитети, ниту електроенергетскиот систем. За сметка на тоа постојано се излегува во јавноста, па се промовираат 8, нешто милиарди инвестиции во енергетика, јавно-приватно партнерство, изградба на фотонапонски централи, ветерни централи. Морам да ви објаснам нешто за да ви биде јасно. Тоа се објекти кои што произведуваат зелена енергија и ние сигурно дека не сме против зелена енергија, но тоа се главно објекти на приватни инвеститори или објекти со јавно-приватно партнерство, кои што најчесто добиваат фидинг тарифа која што е со високи вредности и ја плаќаме ние преку нашите сметки за електрична енергија. Што се случува конкретно? Го имаме домашниот гигант, нашата државна компанија Електрани на Македонија, која полека тоне, со намалено производство, со големи генерирани загуби. За сметка на тоа промовираме странци или домашни приватни инвеститори на кои што им плаќаме високи сметки за продадената и произведената електрична енергија. Сето тоа се води под превезот на така наречената зелена транзиција, за која напоменувам дека никој не е против. Но се разбира, таа зелена транзиција бара ако вие преминете на некаков друг извор на енергија, да може тој да го балансирате со ваш државен постоечки извор на енергија. Што тоа значи? Дека и текако Електрани на Македонија требаше да бидат доведени во здрава состојба, Мепсо во уште поздрава состојба, да може да функционираат без никакви проблеми, во меѓувреме да преминуваме полека на зелена енергија, но да изградиме наши државни капацитети, да изградиме акумулациони хидроелектрани кои ќе бидат замена за јагленот. Сето тоа не може да се случи преку ноќ како што заговара СДСМ. 2026 да ја згасне рек Битола. 600 мегавати да се згаснат, тоа значи колапс. Такво нешто не се случува никаде во светот. Или може и да се случи, но вие во моментот мора да имате замена на тие 600 мегавати со друг извор на енергија кој што најчесто би требал да е акумулациона хидроелектрана, кој што ќе може во секој момент да ги задоволи потребите на системот. Ова се проблеми со кои што се соочуваат најголем дел, значи, од вработените во овие две енергетски компании.
можам слободно да речам, значи, намаленото производство, неквалитетниот јаглен, неквалитетниот начин на раководење на овие енергетски компании ги доведе до составање на овие огромни загуби кои што пред малку ги споменав. За жал, ги наследија во добивка, а сега веќе после 3,5-4 години ги имаме како загубари. Верувајте дека кога најголемите државни компании, како производство на електрична енергија и компаниите за пренос, кога тие влегуваат и стануваат загубари, во тој случај се работи за длабоко крахирана економија на една држава. И уште нешто би сакала да напоменам. И во најјаките капиталистички земји, големите компании за производство на електрична енергија се во собственост на државата. И на нив се дава акцент и тие се стожерот на државата и на економијата. За жал, во моментов така како што се води политиката во енергетиката, не води во таа насока. Води до едно раскрчмување, до една подалба на така наречените фидинг тарифи меѓу нивните олигарси, меѓу олигарсите и членовите на СДСМ. Што значи тоа фидинг тарифа? Произведена електрична енергија од сонце, вода, ветер, повластена тарифа која што ние ќе ја плаќаме од сметките, а електричната енергија мора да ја откупи операторот на пазарот. Значи, тоа што ќе го произведе приватникот мора да му се откупи по многу висока цена. За сметка на тоа, елем постепено пропаѓа со неквалитетни вработувања, со слабо одржување. Посебно би сакала да напоменам, електроенергетските постројки се скапи за одржување, тешки за одржување и секоја промашено одржување или лоша експлоатација доведува до нивно кратење на векот на употреба. Која би била нашата заложба? Бидејќи ние имавме идеи во кои што елем требаше да се реконструира, да се модернизира, со цел да може да ја произведува предвидената електрична енергија, да остане како државна компанија, но да се модернизира во смисла да ја загадува што помалку човековата околина, да се направат нови копови на јаглен, за да добиеме што поквалитетен јаглен и да не се додава мазут при согорувањето. На тој начин ќе обезбедевме вистинска државна компанија која што ја оставивме на здрави нозе, повторно да ја вратиме сега на здрави нозе. За жал во моментот СДСМ тоа не го прави, дали случајно, дали тенденциозно, јас би рекла според моите убедувања. Оваа зелена транзиција со која што не замајуваат, која што е многу скапа како инвестиција, јас мислам дека се должи на нивната немоќ да управуваат, да организираат, да експлоатираат и да одржуваат такви големи енергетски капацитети, а згора на се сакаат и на полесен начин да зграбчат дел од државните ресурси за производство на електрична енергија, од кој што после многу мала група на луѓе ќе има бенефит, но за сметка на тоа ќе се појави нешто што е многу проблематично. Ќе станеме увозно зависна земја, значи електрична земја која што нема своја електрична енергија, не ги задоволува своите потреби и во секој момент треба да увезува, значи дека таа земја мора да има скапа цена на електричната енергија. Оттаму можам да кажам дека најважно е елем да го вратиме во кондиција како што беше во 2017 во периодот каков што го оставивме, додека беше директор професор доктор Христијан Мицковски, па за да може да дискутираме за реална цена на електричната енергија која што ќе може да ја плаќаат сите граѓани на Македонија. И уште нешто би сакала да напоменам, она што го спомна и председателот на ВМРО ДПМНЕ. Значи, акцизата која што минатата година ја наголеми СДСМ на горивата, ја наголеми под изговор дека цената на брентот на лондонската берза е паднат, па нема да се почувствува кај граѓаните. Меѓутоа годинава тоа го забетонира со закон. Значи, уште во старт наголеми за 3 денари. И сега дополнително на тоа се заговара околу 4 денари еколошка такса. Значи, сето тоа треба да се приграби од джебот на граѓаните под изговор дека сме за некаква зелена енергија и дека сме за некаков енергетски развој. Но за жал, ви напоменувам дека тоа е сето на хартија, ништо не се работи за државни објекти, туку главно се работи за објекти на приватни луѓе, мала група на луѓе кои што ќе видат бенефит за сметка на нашите страдања и маки, затоа што сите се соочуваме со зголемени сметки и со покачени сметки не само за електричната енергија, туку и за бензините и нафтените деривати. Благодарам до Елена. Јас го поикувам професор доктор Константин Димитров. Повелете, професоре. Благодарам, Христијан. Добро вечер, Македонија.
За време на мојот работен век, на моите студенти, редовно им велев, пренесував, а и сега кога работам во Центарот за енергетска ефикасност на Македонија, МАЦЕФ, дека енергетиката е локомотивата која што го движи стопанството напред. Таа влече напред. Без здрава, силна енергетика нема развој, нема напредок. Во тој сектор енергетика, гасификацијата е еден битен елемент. Природниот газ е таква еден енергент кој што е како прво по својата единица киловат саат за мерење, поевтин од електрична енергија, поевтин од течното гориво, масло за домакинствата, а во исто време помалку загадува кога го користиме. Значи, политиката на Македонија мора да биде насочена кон развој на гасификацијските системи во наредниот период. Гасификацијата е многу потребна во овој период на така наречена транзиција, каде што централите кои што се на фосилно гориво јаглен, полека ќе ги заменуваме, а не како што не принудува за 2, за 5 години неразумно и брзо, него до 2040 или 50 година, разумно, кај што гасот ќе биде оној енергент кој што ќе ги покрива тие проблеми во производство на енергијата. Каква е сегашната состојба и политика, само да се подсетиме, во медиумите веќе неколку месеци се пренесува помпезно дека се подпишува меморандум за поврзување со гасоводот во Грција. Точно, тоа е добра работа да се поврземе, само да не треба да забораваме дека тој меморандум е подпишан веќе неколку години претходно и тоа директно со конзорциумот кој што се бави со вадење на тој газ во изворот Шах Денис 2 во Каспиското море и кој што го гради транспортниот систем за тој природен газ до Италија, кратенката ТАП или Трансадриатик Пайплайн. Овде се работи за претходно веќе постигната согласност дека Македонија може да се приклучи и да си купува газ. Не е ништо ново. И тоа е добро. Но во меѓувреме, со оваа добра работа, која што веќе е претходно изџвакана, сака да се спртне една неразумна, лоша политика. Се работи за инвестирање, за вложување 300 милиони евра во Грција. Нашата сиромашна земја да вложи 300 милиони евра во изградба на енергетски капацитети во Грција, за изградба на еден пловечки остров за втечнување на природен газ, да изгради, да партиципира финансиски во изградба на термоцентрала на газ во Александрија, една вистина не само неразумно, него е штетно, штетно е и политички, и финансиски, и економски. Потребно е да се финансира во енергетиката, како што спомнав дека е тоа движечка сила, ама во Македонија. Ај сега помислите вие, не мора многу, ќе ви нафрлам 3-4 елементи, што би значело тие средства да бидат вложени во Македонија. Тоа би значило да се изградат 3 помали централи, и тоа когенеративни, например во Тетово, во исто време ќе произведат електрична енергија и топлинска енергија ќе нас малат загадување. Арно ама, една ќе биде во Штип, една во Велес или во Скопје, со тие пари. Но, македонски фирми ќе ги градат, ќе се вложат пари, ќе заживее економијата, ќе се најде работа за овие фирми во градежниство, машинство, електрика. Второ, кога ќе се изградат, во нив се отвараат нови работни места. За кого? За нашите млади кои што ќе завршат на машински факултет, електротехнички факултет, економски факултет. Тие ќе бидат место кај што ќе може да се префрлат кадрите
кои што ќе останат без работа со затварање на термоцентралите на јаглен со нивна преквалификација. Ќе се најде тогаш еден компромис, искуство и млади. Нема додато странство ни едни ни други. Има уште придобивки. Имаме собствено производство на енергија. Нема да зависиме од увозот од Грција, кој што може кога сака да ни запре такво пренос на електрична енергија и сигурно тоа може да го направи кога нас ќе ни биде најтешко. Имам искуство досега што стануваше со транспортот, штрајковите на границите и се друго. Значи неразумно инвестирање. Треба да се инвестира кај нас и да се искористат сите овие придобивки, а тоа ќе биде задача на новата влада. И, добро, еве имаме приклучок, ќе направиме со Грција, со ТАП. Ние веќе имаме газ во Македонија. Тој го добиваме со приклучокот во Бугарија. Но користиме само 50% од тој негов капацитет. Два приклучока е добро. Има можност да правиме, да се ценкаме за цена кога купуваме газ, но треба да обезбедиме потрошувачка. Нема потрошувачка на природен газ. Хајде да се прашаме зошто нема потрошувачка на газ, е добар, поевтин се. Пепа. Проектите кои што беа почнати, јас само ќе ви набројам некои кои што директно ги знам. Се укочени 4 години не е мрднато. Направени се преносни системи за гасот. Стасане до Штип, Реготино, Кавадарци го мина, стасија преку Прилеп. Ниеден метар дистрибутивна мрежа не е направено да можат граѓаните да ги користат придобивките од ова благородно гориво. Ништо не е мрднато. А стои 4 години постојат. Во Скопје имаше точно 16-17 година тендер да се направят дистрибутивните системи во повеќе градови. Беше поништен, ништо не е мрднато. Дали знаете дека во фиоките на град Скопје има 7 готови проекти за приклучок на средни училишта, на гасот ни мине низ дворот. Стојат. А има веќе неколку, 4 училишта се приклучени. Нивната трошоци за енергија е преполовена. Тука се колегите кои што учествувале во градење, тука се колегите кои што го развиваа гасификацијскиот систем, кои што го знаат ова и можат да го потврдат дека е така. Се направија проектна документација, тендери за когенеративни постројки во болницата Мајка Тереза во 8 септември. Стопирано. Дали знаете дека има 3 студии за централи во Македонија? Наместо да се изградат, се мисли да се финансира во Грција. Која е таа политика? Новата влада мора тоа да го спречи. Мора да инвестира во Македонија. Така ќе се обезбеди суверенитет во производството на енергија, да не зависиме од другото, да позајмиме пари, да ги вложиме таму, да станеме економски робови. Не ние. Вие и вашите деца треба да ги враќаат тие пари. Македонија нема пари. А околу 50% од домаќинството, фамилиите се на граница на сиромаштија. Ќе донесеме природен газ. Како да се приклучат? Треба да платат. Тука е сега работата, новата влада, а може и ќе ни одговорат, дали размислуваат за некакви субвенции кои што би се дале на овие домаќинства, да се приклучат и да се обезбеди зголемена потрошувачка на газ. Со тоа ќе се намали неговата цена и ќе се подобри климатската состојба. Нема да се согорува дрвото и да загадува со канцерогени материи, нема да се согорува петрол кокс во околината. И на тој, гледате колку задачи стојат пред новата влада, кој што треба да ги поправи овие лоши политики. Благодарам. Благодарам, професоре.
Продолжуваме со животната средина и амбиенталниот воздух. Го поканувам професор Даме Димитровски. Повели Даме. Ви благодарам. Благодарам. Прво ќе искажам огромно задоволство што сме повикани на ова трибина да искажеме експертски ставови, да размениме мислења и да пробаме да се оформат уште подобри политики поврзани со проблемите со кои што се соочуваат луѓето во Македонија. Ќе кажам дека екстремно големото загадување на воздухот, на почвите, на водите не е само прашање на животната средина, тоа е прашање поврзано со здравјето на луѓето, тоа е прашање поврзано со иселувањето на младите, тоа е прашање кое што е поврзано со достоинството на животот на луѓето. Сепак околу 3000 луѓе македонци во оваа држава умираат годишно како последица на загадениот воздух. Но не е прв пат тука сега денеска да зборуваме за планови, за мерки за загадувањето, за подобар воздух, за почиста вода, за помала бучава и до сега се зборуваше, се промовираа вакви планови и мерки, но гледано од експертска страна ќе кажам дека најголем дел од овие планови не се остварија, најголем дел од мерките не се реализирани, а дури и поголемиот дел од мерките, плановите и стратегиите кои што се прикажуваа во јавноста се целосно заборавени. Ако направиме една анализа на решавањето на прашањата поврзани со животната средина, ќе наидеме на две големи бариери. Не е тоа дека народот не сака да има чист воздух или дека сака да биде гласно или дека не сака да има чисти реки. За да се постигне нивото на почист воздух, почиста животна средина, потребно е знаење, потребна е упорност, потребна е работа, но и потребни се средства, финансиски средства кои што ќе се вложат во имплементација на решавањето на ваквите мерки и планови. Од друга страна, многу е потребно да се има независен, некорумпиран инспекторат за животна средина, кој што на дневна база ќе ги контролира големите загадувачи на животната средина, да ќе ги едуцира, ќе ги мотивира, ќе им укажува на нивните грешки, но и ќе ги казнува за штетите што ги предизвикуваат на животната средина и со тоа нема да дозволи поединци или групи да се збогатуваат нереално на сметка на здравјето на луѓето кои што живеат во околината на овие објекти. Во неколку наврати во минатото сме сведоци дека правото кое што им го даваме на луѓето да решаваат во наше име не го користат добро кога станува збор за прашања поврзани со животната средина. Да не зборувам за урбанистичкиот план кој што сакаат да се донесе за фабриката Железара, во кој што ќе сакаат да согоруваат увезен отпад, дополнително сакаат да увезат отпад, па тука да се случува некоја да дозволат создавање тешка и загадувачка индустрија во кругот на фабриката Железара на 100 метри од првите куќи кои што се до оградата на објектот. Но не е само тоа. Инспекторатот за животна средина драстично се посрамоти кога видовме дека од истиот овој комплекс Железарница во реката Вардар се испуштаа непречистени води, не се појавија на лице место, па дури и денеска не сме сигурни дали го казнија вистинскиот загадувач на реката Вардар. За оној погон што се наоѓа во МЗТ, кој што добиваше медицински, биолошки отпад, кој што требаше да го преработи и да го однесе во Дрисла, знаеме дека инспекторатот воопшто не реагираше и настана голема биолошка и медицинска штета која што можеше да се пренесе по здравјето на луѓето и граѓаните во Скопје. И тоа се да речеме едни локални елементи кои што денеска ги кажувам поврзани со оваа локација на која што се наоѓаме, кои што може да придонесат за огромен број на жртви од загадувањето. Секојдневно граѓаните на Скопје се жалат на загаден воздух, се жалат на прекумерна бучава од најразлични извори, се жалат на нови ѓубришта, на нови сметишта, а инспекторатот на градот Скопје и инспекторатот за животна средина не наоѓаат сила или не наоѓаат за сходно да ги решат тие проблеми, да се спротистават на загадувачите. Дури овие системи за контрола кои што се поедноставни, како контрола на течни горива, контрола на квалитет на цврсти горива, гледаме дека не работат. Па наместо да имаме квалитетни горива, да имаме горива со одредени пропишани карактеристики, низ државата ни се согоруваат горива со сомнителен квалитет, што придонесува до дополнително загадување. Не зачудува фактот дека граѓаните немаат доверба во институциите на системот кога станува збор за животната средина. Истражувањето кое што е направено укажува на тоа дека граѓаните сметаат дека само мал дел од тоа е придонесено од тоа што луѓето кои што работат таму не знаат или немаат волја за работа.
граѓаните се свесни дека најголемиот дел доаѓа од тоа дека се овозможува некому да печали енормни суми за сметка на здравјето на луѓето во околината. Од друга страна, мерките кои се најавуваат, програмите и плановите кои се најавуваат, немаат никаква финансиска подкрепа. Средствата кои се одвојуваат од буџетот на Министерството за животна средина и сродните институции, па дури и локалните буџети за животна средина се многу мали. Во таа насока се најавува некаква зелена акциза на горивата, која што би требало да придонесе да се дособерат пари за да се имаат фондови за животна средина, но ние знаеме дека веќе преку голем број давачки, да не речам патарини, регистрации на возила, индустријски давачки од компаниите и слично, ние веќе уплаќаме повеќе од 100 милиони евра на годишно ниво во државата за еколошка такса, а само мал дел од тие пари се троши за подршка на проектите за намалување на загадувањето. Може би една од најголемите причини зошто во Македонија имаме толкаво големо загадување е дека на толку пари кои што ние, граѓаните, индустријата и компаниите ги плаќаат во државата за справување со животната средина, државата не наоѓа за сходно да одвои еден дел од буџетот и да каже дека овие средства ќе ги потроши за вистинската намена, односно за намалување на загадувањето и поддршка на проекти кои што ќе бидат за намалување на загадувањето на воздухот, на водите, на почвите и слично. Прашањата на квалитетот на воздухот, водата, почвата не се прашања кои што треба ние на брзина да ги решиме, за да можеме да бидеме спремни и брзо да ги влеземе во Европската Унија. Тие се прашања кои што мора брзо да ги решиме затоа што се екзистенцијални прашања за нас. Ние чистиот воздух и вода не ги наследивме од нашите баби, дедовци, мајки и татковци, туку ги позајмивме од нашите деца и внуци и треба да ги дадеме исти такви чисти на понатамошно користење на нашите деца и внуци. Ако сакаме вистински Македонија за 20 на години да биде место во кое што ќе живеат здрави и успешни македонци, тогаш од сега треба да градиме Македонија во кое што ќе сакаат да живеат здрави и успешни македонци, а не да им носиме детални урбанистички планови во кои тешка и загадувачка индустрија ќе им сместиме во урбаните центри. Индустријата ќе си го најде своето место, каде што помалку ќе влијае на загадувањето на воздухот. Треба да им градиме градови за луѓе, а не градови по мерка на профитерите. Нема потреба да градиме фавели, во кои што луѓето ќе немаат воздух, ќе немаат чист воздух, ќе немаат здрава вода за пиење, во кои што децата ќе немаат зеленило каде да протрчаат, во кои што ние ќе немаме тротоар каде да се разминеме. Не треба да градиме градови од кои што нашите македонци ќе сакаат да избегаат во странство. Треба да изградиме Македонија во која што секој од нас ќе може да ги види своите деца и внуци како се развиваат и како придонесуваат. И благодарам. Благодарам, даме, благодарам до денешните, би рекол, учесници на овој настан, презентација на политиките Македонија за сите луѓе. Ако ми дозволите накратко, би сакал да дадам еден заклучок на ова што денеска го презентиравме, а кое што ќе го опфаќа концептот Македонија за сите луѓе. Денеска зборувавме за две исклучително значајни теми, а тоа е енергетската стабилност, бидејќи без енергетска стабилност немаме ни стабилна држава, ниту пак имаме можност таа држава да ја развиваме. Доколку една држава е енергетски нестабилна, односно непостојана, тогаш таа држава не може ни да се развива. Тоа кое што денеска се случува е токму тоа. Се губи енергетската сувереност, односно енергетската стабилност. И втората тема, која што е исклучително значајна, тоа е квалитетот на амбиенталниот воздух, квалитетот на животната средина, бидејќи без здрава животна средина ќе немаме здрави поколенија и ќе немаме квалитетен живот. Она што денеска можеме да го заклучиме и да го констатираме е следното. Во делот на енергетиката, тоа кое што го наследија во 2017 година, а е дел од државните компании поранешно ЕЛЕМ, денешно ЕСМ и МЕПСО, успеа да го уништат. Имено, 2017 година или 16-та, би рекол, завршената сметка на државната ЕЛЕМ тогаш беше во плюс неколку милиони евра, има 25 милиони евра депозити во банките или околу 1 милиарда и 500 милиони евра без долгови.
Состојбата во државната МЕПСО во тоа време беше околу 150 милиони денари во добивка или 2,5 милиони евра. Денеска состојбата е сосема спротивна, односно 2020 година државната ЕЛЕМ, кој што е најголем производител на струја, ја заврши со загуба од 16,8 милиони евра и таа се очекува во 2021 да надмине повеќе од 20 милиони, а државната МЕПСО е во загуба во 2020 година од ни повеќе ни помалку од 6 милиони евра. Практично од една фантастична ситуација во 2017 година за 3 години успеа да направат загубари компании кои што вкупно вработуваат повеќе од 5000 луѓе директно, 5000 семејства се хранат од тие компании, најмалку 50.000 македонски семејства кои што соработуваат со овие компании, зависат од нивното работење и од начинот на кој што тие го остваруваат приходот. Ние во концептот Македонија за сите луѓе, во нашите политики Македонија за сите луѓе, нема само да критикуваме, туку ќе понудиме и решение. Имаме јасна методологија како да го зголемиме производството. Елена спомена дека оваа година производството на струја, односно изминатата 2020 година, домашното производство на струја е некаде на 60% од тоа што беше во 2017 година. Нашиот план, нашата методологија е модернизација и инвестирање во еколошки филтри и десулфуризација во двете најголеми производни постројки, тоа е РЕК Битола и РЕК Осломеј, и продолжување на нивниот животен век до 2040 година, нешто што е спротивно од тоа што го ветува СДСМ и Зоран Заев. Колку повеќе произведувате, толку цената на електричната енергија е пониска. На тој начин, со таа методологија, преку модернизација и инвестирање во еколошки филтри, во десулфуризација, успешно ќе се справиме со предизвиците и ќе добиеме поевтина електрична енергија за домакинствата. Првата политика во делот на енергетиката која што ВМРО ДПМН ја презентира, ја представува, е делот концептот Македонија за сите луѓе, е поевтина струја за домакинствата. Втората работа која што исто така сакам да ја потенцирам, а е значајна за граѓаните, тоа е дека енергетскиот комбинат Битола, енергетскиот комбинат Кичево нема да бидат затворени како што тоа го предвидува СДСМ и Зоран Заев, туку напротив, ќе се инвестира во нив, во методот на десулфуризација, во еколошки филтри и продолжување на работниот век се до 2040 година. Работниците и компаниите кои што соработуваат со ЕЛЕМ, денешно ЕСМ, треба да бидат спокојни, нема да останат без работа, напротив, идната влада на ВМРО ДПМН преку политиките, концептот политики за сите, Македонија за сите луѓе, планира сериозни инвестициски циклуси, не оние кои што Зоран Заев ги кажува, инвестиција во овие комбинати, поголемо производство и поевтина електрична енергија за домакинствата. Кога зборуваме за гасификацијата, го гледам тука присутен е и Крсте Миладинов, кој што беше дел од тимот на македонски енергетски ресурси, кој што всушност пред 5 години го потпише тоа кое што пред некој ден се обиде оваа влада да го репотпише. А тоа е изградба на гасоводот, или ние популарно стручно го нарекуваме интерконектор, помеѓу Македонија и соседна Грција. Тоа што делуваше како ефтина телевизиска представа пред некој ден, потпишување од страна на неколку владени министри, практично го потпиша овој човек, односно Крсте Миладинов, уште пред 5 години. Само ова беше повторување, чисто вака на македонската јавност да стане јасно со какви политички измамници станува збори, со какви политички лажови ние имаме работа веќе 4 години. Зошто е важна гасификацијата и зошто е важно да го споменеме гасот како еколошки енергенс кој што не ја загадува животната средина. Се сеќавате ветуваа гасификација на домакинствата. Се сеќавате ветуваа до изградба на примарната, изградба на секундарната и терцијалната мрежа на гасниот прстен низ Македонија. Ветуваа поздрава животна средина. Но она кое што е реалност и она кое што денеска ние го гледаме е се, само не тоа што го ветуваа. Најголемиот процент на загадување на воздухот, на амбиенталниот воздух, е токму
од системот на затоплување на нашите домови. Со промена на системот на затоплување на нашите домови, односно користење на гасот, кој што ќе биде овозможен од идната општинска и градска власт, која што ќе ја предводи, се разбира, коалицијата на ВМРО ДПМН, секое домакинство ќе добие можност да избере бесплатен приклучок на газ, кој што идното општинско и градско предпријатие ќе го изведе до секое домакинство. Планот ни е во еден 4-годишен мандат најмалку 50% од домакинствата да добијат бесплатен приклучок на газ, со тоа да се промени системот на затоплување на нашите домови, а со тоа да се намали загадувањето на животната средина и да имаме почист воздух, да имаме поздрави деца, да имаме поздрави сограѓани. Тоа е концептот Македонија за сите луѓе. И тука нема делење. Бесплатен приклучок на газ за секое домакинство. Кога зборуваме за горивата, велиме дека сакаат да ја воведат така наречената екотакса или зголемување на цената на горивата, дали е тоа бензин или дизел горивото, воопшто не е важно. Тие планираат така наречен воен данок повторно да наметнат, бидејќи буџетот им е празен, а сакаат да крадат, меракли се за крадење, сакаат да трошат и за тоа се меракли. Тоа ние во собранието нема да го дозволиме и пратениците на коалицијата за обнова на Македонија во Македонското собрание нема да го дозволат, ако тоа влезе таму во редовна процедура, се разбира, без да се случува груба злоупотреба на некакви си скратени процедури, европски знамења и така натаму. Пратениците од коалицијата за обнова на Македонија тоа нема да го дозволат и нема да дозволат граѓаните поради кражбата, поради плячката која што ја планира оваа влада, да плаќаат поевтини горива без разлика дали е тоа бензин или нафта. Сосема спротивно, политиките и концептот Македонија за сите луѓе предвидува она зголемување на акцизата која што се случи во 2019 година од 3 денари плюс данок на додадена вредност за дизел горивото, парите кои што сега непродуктивно се трошат и се крадат, да ги врати назад кај граѓаните. И тоа како? Годишно планираме 600 милиони денари, тоа е 10 милиони евра, вложување во проекти во образованието, реконструкции на училишта, реконструкции на игралишта во училишта, обнова на наставно-образовниот кадар во училиштата, обнова на помагалата во училиштата. 10 милиони евра или за 4 години вкупно 40 милиони евра од таа акциза назад кај граѓаните во образованието. 10 милиони евра годишно или 600 милиони денари, кои што сега се собираат од оваа акциза, се крадат и се трошат од страна на оваа влада, ќе бидат вратени назад кај граѓаните преку реализација на проекти во културата. 10 милиони евра годишно назад кај граѓаните преку реализација на проекти во културата. 40 милиони евра проекти во културата кои што се дополнителни средства на тие кои што ќе се одвојуваат регуларно од буџетот во културата. 600 милиони денари или 10 милиони евра годишно од оваа акциза кои што денеска се крадат од страна на оваа влада на СДСМ назад кај граѓаните преку проекти во спортот. 600 милиони денари од оваа акциза назад кај граѓаните преку проекти во спортот. Вкупно 40 милиони евра во еден мандат, пари кои што денеска се плячкаат, се крадат од граѓаните од страна на оваа власт, назад кај граѓаните преку проекти во спортот. Или вкупно 120 милиони денари граѓаните ги чини ова зголемување на акцизата за дизел горивата за еден мандат од 4 години. Тие пари назад кај граѓаните во проектите во образованието, културата и спортот. Тоа е концептот Македонија за сите луѓе. Имаме план, имаме знаење, имаме тим, имаме методологија. Знаеме како тоа да го направиме. Наспроти ова што јас денеска го зборувам. Вчера видовме една стара постава на ситни криминалци кои што досега беа градоначалници во 31 општина, еден покрупен
кој што можеби не е само криминалец, кој што купува скали, кои што вообичаено вредат пожарникарски 3 пати помалку од тоа што тој го купува, па тоа го правда со дополнителна опрема која што таа пожарникарска скала имала, само не знам каква е таа дополнителна опрема, најверојатно мисли на дополнителната провизија која што ја стрпал во својот джеп. Но ние видовме вчера луѓе кои што немаат буквално ништо ново да понудат нити во општините во кои што беа кандидирани, бидејќи 4 години не направија ништо, ниту пак имавме можност да видиме луѓе кои што имаат капацитет да понудат нешто ново. Видовме стари лица, луѓе кои што многу не подсетуваат на транзицијата, на оние мачни времиња, кога стотици илјади наши сограѓани останаа без работа, луѓе кои што овие 4 години ги преспаа, буквално плячкајки ги општините каде што досега беа градоначалници, и она што мене најмногу ме загрижува, а што навистина не би требало да биде пракса и не би требало да биде случај, а тоа е дека СДСМ како владеачка партија не успеа да привлече нови луѓе со свежи идеи и луѓе кои што знаат како. Сосема спротивно се случува. ВМРО ДПМН како опозиција во моментот е отворена за луѓе кои што имаат нови идеи, свежа енергија, и таа енергија е содржана во кампањата, односно концептот, политиките Македонија за сите луѓе. Денеска почнуваме од победничка газибаба, ви благодарам на вниманието, ви благодарам на можноста, им благодарам на соговорниците кои што денеска беа овде со мене, ви благодарам на трпението, сепак времето е полно со епски горештини, навистина представува предизвик, еве, денеска под отворено небо да зборуваме за политиките, концептот Македонија за сите луѓе. Ве молам, немојте да се обесхрабрувате, немојте да мислите дека се е загубено, овие ќе заминат, набргу од денеска заминуваат, за неколку месеци од денеска вие добри луѓе можете да одлучите добри луѓе да ја водат вашата општина и вашата, нашата Македонија, нашата држава. Најдобрите времења допрва доаѓаат, така да бидете ми среќни, весели и да работиме за нашата Македонија. Ви благодарам од срце, да сте живи и здрави.